Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, има една народна мудрост која што вика дека пред вистината и боговите молчат. И денес, ако нашите колеги опозиционери, особено колегата Петре Шилевов, кој што дофрла ево од место, има малку доблес, ама баш малку толку доблес, треба да речат капата долу за овогодинешниот извештај. А знаете зошто? Седе ви кажам со екзактни бројки, не со флоскули, слобода, демократија и така дале. Се прави малку муабет се со бројки. За да слушне македонската јавност. Во 2002 година во македонската радио и телевизија работеле 1617 луѓе. Во 2016 година, кога доаѓа ВМРО ДПМН на власт, работат 1138 луѓе или преку 500 луѓе се испуштени од работа. За прв пат, да, во време на СДСМ, за прв пат во македонската радио и телевизија доаѓа до штрајк во времето кога премиер на влада бил господинот Бушковски и после продажбата на СМ, кога не префрлил ни еден денар на сметката на македонската радио и телевизија. Точка. Втора работа. Единствените инвестиции кои што во времето на СДСМ се направени во македонската радио и телевизија е купувањето на 6 Лада Нива, возила за потребите на МРТВ, се разбира, и потрошените 1.500.000 евра штетни договори со една словенечка агенција, за кои што пари би требало одредени луѓе да одговараат. Втора работа. Во 1998 година основ на приходи МРТВ собрало 741 милион и 178 милијади денари, додека во 2015 собрале 640 милиони денари. Сега во овој момент и во изминатите 4 години вложени се 500 милиони денари и во македонската радио и телевизија преминато е од аналогна во дигитална технологија, набавена е нова студиска опрема, набавени се репортажни возила и така натаму вложени се преку 500 милиони денари. Каде вие, господа, ги вложувавте парите во времето на вашето владение? Ви кажав, купивте 6 Лада Ниви возила и ништо друго. И сега како работела македонската радио и телевизија, она што на почеток ви кажав, малку ако имавте доблес капата долу, 2002 година имале загуба од 104 милиони денари и вкупен долг од 677 милиони денари. За прв пат МРТВ да почне да работи рентабилно во 2011 година и денес да има 1 милион евра добивка за прв пат во историјата на македонската радио и телевизија. А во дело дали вас програмата ви се допаѓа или не, македонската радио и телевизија е вистински сервис на граѓаните на оваа држава. Се разбира, вас ништо не може да ви се допаѓа. Благодарам.